апсурдност. Што значи да се биде апсурден воопшто? Велат тенка е границата помеѓу генијалноста и лудоста. Јас велам дека граница не постои. Што вели еден рок агресор за ова? Бидејќи уште од 60-тите години на претходниот век, панкот е едно од најмоќните исказни средства со својата бруталност и бунтовност. Дали можеби ваквите лефтерни текстови во ваквите песни кријат нешто многу подлабоко, а хуморот е само еден споменик на еден обрамбен механизам на човековата панкерска психа. Со рок агресорот ќе разговараме и за кризата во 90-тите години и како е да се напише албум, целосно да се сними и на крај воопшто да не ни излезе поради неквалитетот на самата снимка. Ако 2000-тите години беа ерата на електронската музика, дали сега панкот треба да се врати и веќе никогаш повторно да не се отвори темата за неговата смрт? Дали и старите панкери ни даваат ветер во грб на нас, новите музичари? Предлагам да го слушнеме рок агресорот. Are you ready? Вечерната не покнеш ме кандаса. Да ставам пет салат, да заглам цело ног. И аз песейки ви с оболват специалитет на кухнята. А некој ако е гладен, готов на горски кон. Come on, have a burger. Саня, беби, кажи, што имаш на мене? Дај ми за да видам сега, што ќе понудиш. Саня, беби, фати, сон ветер покрени. Беби, цуста држи, ке те восхити. Саня, дај ми еден кис. Веќе долго не сум јаден, ти ме правиш ладен. Саня, дај ми еден
нека дојди. Baby. Знак, стоп, ставен за да застанеш пред мене, за да ми се представиш, но ти кој не е писмен продолжуваш, а втора шанса можеш ти да сонуваш. Baby. Знак, старт, ставен да ме одминеш, околу мене па да исчезнеш, но ти сега се представуваш дека свати нешто вредно пропушташ. Не ми треба принц на шармот, кој се смешка и ми свети посвеќа. За мене убавината е само не спомен доветување за среќа. О, не си некој висок просек, но сепак ти ме изврлаш од колосек. Не си некој важен човек, но сепак ти ме изврлаш од колосек. О, нас веќе смисла наоѓам под кожа, веќе јас те чувствувам. Знак, стоп, сега да ја застарам, веќе доцна е за да се воздржувам. Да не ми треба принц на шармот, кој се смешка и ми свети посвеќа. За мене убавината е само не спомен доветување за среќа. О, не си некој висок просек, но сепак ти ме изврлаш од колосек. Не си некој важен човек, но сепак ти ме изврлаш од колосек. Baby. Double morning, double day, get the beat that say okay. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 3. Ајде малацко химики. Здраво, здраво. Фала ви што сте овде со мене денеска. Ви благодарам што сте тука. Вие како инспирација за нас во Македонија музичарите кои што сме по андерграунд делот. Исклучително бевте инспирација и се уште сте. И драго ми е што малце ќе си поразговараме на тие теми. Би сакала прво да ве прашам дали сметате дека младината што сега излегува, креира нови песни, сличен тип на музика како вие, дали гледате надеж во нив? И дали сметате дека прават нешто добро? Па да, гледам надеж, но да ја многу се не сум утекан, не идам, сега години ми се така што викам, не идам многу по концерти, не знам ни точно што се случува, но гледам дека раздвижена андерграунд сцена за рок, метал, панк. Така да има надеж секогаш. Гледам младите едно време, пред 20 години, може малце поудумираше таа музика, малце поелектронската беше застапена, сега гледам добро има надеж меѓу младиве и добро ме радува што многу групи работат од ентузијазам повеќе. Јас сум сексуален манијак, јас сум тешко без мана. Мојата партија гласајте за мојата партија гласајте за Ние сме хистерија и масовна мистерија за ментално разболеди. Градање за мојата под, што ме гледате така чудно, ајде долезите на пол. Кукурику, кукурику, хавај, хавај, вистина блага. Така да тераат и ќе биде супер, има меѓу нив супер Супер. групи. Баш ми е драго дека таква надеж им влевате. Би сакала да ве прашам за албумот кој што
имате изјавено дека никогаш не излегол бидејќи песните биле со прелош квалитет снимени. Добро, тоа сега тоа време да 94-та пред првиот албум снимавме во Белград, тогаш санкции беа, многу беше ефтино. Тоаш може ај малце бубачки помлад човек кој не ми се допаѓале снимките. А сега од друга страна после некое време гледам повеќе па енергија имаат него може други у студио што се некои со ритам машини снимени. Па ја од време на време тие песни веќе почнав да ги ставам на YouTube. Така да сега мене ми се вака супер со ради енергијата, претежно се истите песни од прв албум. Само така малце ми се поенергични и така сум ги ставил. Дали сметате дека сите артисти првите нивни изданија се најенергични и најмногу тој елан го има во нив? Па што знам, зависи. Или со тек на време артистот созрева? Добро, може да првите се поенергични, обично кај рок групи. Чујќаме и Металика прво почнале поенергично, сега кажам условно помеки, посозреваат. Така да и јас сега не ме влечем може таа музика што сум ја правил. Јас стално и тоа време сум слушал разни стилови музика. Они ко панк ме дефинира. Јас сега да кажам други стилови ми се поинтересни сега да правам, да кажам условно помирни песни, некогаш и тоа поентата со помирна музика поможе и човек и текстуално по-добро да се изрази. Да кажем, не е све во добро млад човек кој е бунтовен дневен, тогаш е повеќе енергија. Има. Така. Многу ми се интересни секогаш вашите текстови и наслови на песни. И сакав да ве прашам дали таквиот тип на хумористични лирики кријат нешто можеби подлабоко во себе и тоа е начин на експресија на панкот или... Па не знам, ја викам, тоа е до карактер на човекот. Мене секогаш ме влечело секс со хумор, да кажем. Абе, по мал Бени Хил сум гледал тие хумор серии. Од една страна тоа ме влечело и уште ми да тие така хумор со секс, а некои не знам подлабоки, од друга страна поангажирани некојаш текстови за политика, општеството. Мислам дека ни фали тоа денеска во музиката. И некако си бараме и се држиме се уште за... Мислиш за политика или за хумор? За се до сега што направавте, искрено да бидам. Не знам, ја што викам, мене ми интересно па да видам човек со повеќе лица, така за Дейвид Боуи вика. Мене па ме влечат повеќе, па и Квин сум приметил, они од хард рок, па на крај и електроника. Не познаваат граници, да. Мене повеќе може ме запамтиле по тие песни. Тоа ме влечело, мада сега за последно време решив, поозбилни песни веќе да снимам, ја паралелно сум правил човек, поти не е животот све ха-ха-ху, така. Па тоа сакав да прашам. Некад има и депресивни моменти или смислува на живот, човек размислува, јас имам и доста некои подепресивни песни, сега решив некои поозбилни, добро, од време на време пак хумор уште ми можно ќе комбинирам и хумор малце. Па таков е животот, да, двете кои екзистираат заедно. Па решив тие поозбилни, па ќе видиме понатаму што. Сега не ми се интересни по помој тие, кажам, бунтовни текстови, а хумор уште ми иде така. Такви инспирации ми доаѓаат. Да, супер, ви благодарам премногу за прекрасниот разговор. Надевам дека повторно ќе разговараме. Фала многу на поканата и поздрав до сите гледачи.
Ке треснеш некоја твоја мудрост многу голема и жива пак ќе останеш, зашто да правиш од Бога таква створена. И не ме сваќај погрешно, знај ти си баш мој тип на дело, за тоа не треба да филозофира, за да знаеш што е добро кога избира. А кој не мисли, тој зло сигурно не мисли. Че ти си најдобродушна девојка меѓу сите жени, сепа правиш апа многу бели. Ти се муваш, јас морам да се расправам со различни селјани. Со секој кој штапляш туртуки толку кој дења, но ке те раце ти се джика секогаш е било каде било кога било како спремен сум за битка, спремен сум за ферка. Но што ке акам глава од зид, ке ми се размисли, ке имам подобар вид и ке сватам дека денес нема логика да бидеш Балкан бој, денес било која риба дала на било кој. Ти си девојка со голема мана, кој те знае, тој ме знае, не може да кажеш не, мало ми се зече со голема мана, само да и мислам че и не ти вика не. Не сум девојка со говорна мана, секоја се девој само станува за мене. Ајде сега крокодилски солзи, нека само знаеш ти, да кажеш окей. Но сепак ти не си било кој, без тебе беби си велци мој, не ми се наброј. Ти си расен сој, ти си прсток барен шеска број. Правиш да мислам дека Панчо Вила станал последен македонски цар, а ти награден негов дар. Дека девојка без цицки е колко друга зајма пред тебе имам препомират за работа, со засукави ракави би те работа секоја прва сабота. Барем знам во сигурни раце ќе бидам, барем знам во твоите раце ќе бидам, но вечер не можам со дечко ми ќе бидам. Не си брейк, барем со мудок, јас сата не пијам, батали во тој мород. Јас сакам да нанкам со тебе на ти мој телефон. Знай, имам слаба меморија, уште утре да се јавиш, после чаве ке ме њавиш. Ти си девојка со голема мана, кој те знае, тебе знае, не може да кажеш не, мало ми се зече со голема мана, само да и мислам че и не ти вика не. Не сум девојка со говорна мана, секоја се девој само станува за мене. Ајде сега крокодилски солзи, нека само знаеш ти, да кажеш окей. Мислам дека јас те разбирам, но не можам никако јас да те сватам. Што ми фали, зашто не можам само за мене да те задржам. The party's over here, fuck you over there. 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 Здраво дечки, јас сум Корас Кени, а вие гледате Сцена Инбокс. Денеска сме на слушачката промоција на новиот албум на Тина Јашари, насловен Растенија без корен. Атмосферата овде е прекрасна и луѓето се навистина, не знам, многу срекни. Јас се радувам што сум дел од ова искуство, а вие уживајте во новиот албум на Тина Јашари. Епа, добро дојдовте на промоцијата, слушачката промоција на овој албум кој што се вика Растенија без корен. Ги снимавме во студио Алшар, заедно со Лука Тошев, Драган Теодосиев и Андријан Мирчевска. Тоа е мој бенд, Не сум твој сон, што ја сработивме заедно со Драги. Драги, кој што исто така извади албум овој месец. Последната песна е една многу драга песна која што се вика Кревка. Ја направивме заедно со Пијан Славе, Вика Бојаджиев и Лука Тошев. Многу сум среќна што Пијан Славе е тука сега во моментот. Здраво дечки, јас сум од Хитмейкер и дојдов да ве прашам што ви се допаѓа најмногу во музиката кај Тина Јашари. Ми дава некој спокој, да ти кажам право, ми дава мир, ме релаксира, гласот ми е многу добар, музичето сега е некој брейк бит тој слушам. Значи баш како Растенија без корен. Точно. Тебе млада девојка, што ти се допаѓа најмногу кај музиката кај Тина? Дека е македонска и дека не опушта исто. А вас? Искреноста и суровоста. Спонтаноста и убавината на текстовите музика. Ми дава некое чувство на смиреност, знаеш, онака на внатрешен мир, на спокој. Тоа ми се допаѓа многу, пред се, значи, енергијата која што ја дава, ми го побудува тоа чувство. А и можеш да се поврзаш
зависи каков ти е денот со различен текст од различна песна, што е прекрасно. Купете си мртвиш. Прекрасно. Благодариме. Толку кратко. Тоа што е автентична, своја и мислам дека е свежина на македонската сцена и многу ми се допаѓа незината аура, све што прави така што продолжи Дина да цветаш. Како растение без корен. На ова прашање можам да зборувам со денови, затоа што навистина Дина ја следам од многу млада и она ќе ви потврди дека со секој нов проект докажува дека она што најмногу треба да го вреднуваме во музиката е автентичноста и се додека сме автентични, проектот не може да биде лош, затоа што сме најприродни кога сме своји. Она што да речеме во музиката им смета на луѓето, тоест еве лично на мене што ми смета е кога не е искрено. Мислам дека прво е основно искреноста. Дина е прекрасен човек и ретко ми се чини се случува искрен човек да може да се даде исто така искрено во музиката, така да тоа мислам дека е прво и основно нешто што ми се допаѓа кај неа. Благодариме. Секако, да. Дина, многу се радувам што денеска сум дел од ова искуство, твојата слушачка промоција на новиот албум Раст, линија без корен, што насловот на албумот е многу поетичен и мене ми символизира некаков крик за слобода. Дали сум близко до мојата замисла или? Па да, има смисла тоа што го кажа. Многу ми е јако као најубавите луѓе се дојдени на оваа промоција, се мислам. Па да, и за слобода, за искреност и за љубов, се нели клише зборови што не за џабе се клише. Да, кога не за џабе се клише, просто да. Растинија без корен е првата песна кога почна албумот и некако не знам така природно, интуитивно го дадов тоа име. Не би рекла дека има некое посебно значење. А доколку би можела да снимиш дует со едно растение, со кој растение би снимала дует? Епа, сега пошто некако во духот на албумот булка би рекла. Булките многу ги сакам затоа што се како некои пролетни растенија кои што најавуваат сонце и убаво време, иако никогаш не знаеме што може да чекаме од времето. Ама така да, булка би рекла. Кој е омилениот стих од целиот албум? Дали имаш можеби некој стих кој ти ќе си го чуеш и по кој пат да го чуеш ти дава смирение, ти дава радост? Чекај се, ова е многу треба да размислам. Во секоја песна си имам некои стихови што се така омилени. Еве, од морето ме тера да мислам. Тој стих многу добро памтам како ми текна. Бев на остров на Млет и на Ластово. Не се сеќавам кои стихови каде ги напишав, ама знам дека гледав во морето и само морето од мене извади некои размислувања за животот, што до тој момент воопшто не ми беа во главата. И онака дури заплакав и онака си го смислив тој текст. Морето ме тера да мислам на работи што немаат смисла, морето ме тера да пеам, дури кога мислам дека гласот ми го снема. Дури моменти кога сум многу обесхрабрена, некако морето од мене извади да можам да пеам. И не само морето, еве и растенијата и природата на некој начин е нешто што мене ме буди. Кога сум тажна, например, одам на водни, се качувам и се гледам во растенијата. Жени, ово интервју би го завршил со една преградка. Благодариме за се што правиш. Продолжи да растеш како растенијата што си растеш. И да се вкоренуваме сега кај што сме да се ги цениме нашите. А дали Дина има корен? Па, мислам дека сум добро вкоренета во Скопје. Да. Ама иако имаш корен, ја гледам дека високо леташ исто така. Па да, може да гледаме и така, дека да растем. Ајде за преглед. Фала ти, Дина. Oh
себе пред себе да се бори, со силна волја она што го сака да го прави, да биде своја, па и ако падне ќе стане, ќе биде посилна, посилна, посилна од сите, посилна, посилна, посилна. Ти си посилна, ти си мојата хероина. Ја учам мајкина да се сака најмногу на свет, безрезервно да верува, дека може ако посака се да има со себе, за себе хероина, да биде она за себе пред себе да се бори, со силна волја она што го сака да го прави, да биде своја, па и ако падне ќе стане, ќе биде посилна, посилна, посилна од сите, посилна, посилна, посилна. Ти си посилна, ти си мојата хероина. Ќе биде посилна, посилна, посилна од сите, посилна, посилна, посилна. I started my professional activity also in humanity, trying to bring the relief to my neurotic Кој си ти? Откаде ли се појави? Кој гром од ведро небо да ме погоди? Поглед од тебе не можам да тргнам, љубов на прв поглед сега верувам. Фројд е жив, ти си неодолив, секој поглед твој е смртно возбудлив. Фројд е жив, а ти си неодолив, не си многу зборлив, ама лесно разбирлива. Кажи, зашто ли мајка ти те храни? Висок скоро предок примерок си ти. Само за во витрина да те чувам, темјено ке да те гледам, да воздивнувам. Фројд е жив, ти си неодолив, секој поглед твој е смртно возбудлива. Фројд е жив, а ти си неодолив, не си многу зборлив, ама лесно разбирлива. Фројд е жив, ти си неодолив, секој поглед твој е смртно возбудлив. Фројд е жив, а ти си неодолив, не си многу зборлив, ама лесно разбирлива. brauchte ein Kampf in Zeiten aus,
Freud е жив, смртно возбудлив. Freud е жив, ти си неодолив, секој поглед твој е смртно возбудлив. Freud е жив, а ти си неодолив, не си многу зборлив, ама лесно разбирлив. Чувам стихови туги со клуч за тебе слушам, стари балади раштимани имам, душмани стари ги носам на врат, викам, паѓам во бездна, занижувам. Остани и душа и тело отвори ми. Остани, нашите сништа оспари ги. Остани, ушни до зори допрени. Все друго се ликови небитни. Лутав, сакав да стигнем на крај на светов. Близко до твоите образи. Тонам, без тебе умирам сам на дното. Носи ме високо, највисоко. What about us? You'll always have Paris. I would never leave you. You never will. Остани и душа и тело отвори ми. Остани, нашите сништа оспари ги. Остани, ушни до зори допрени. Јас и ти, все друго се ликови небитни. Епа, толку за денес. Се надам дека уживавте во македонските хитови. А до тогаш не заборавајте да гласате за вашата топ листа на Инстаграм и Фейсбук профилот Hitmaker_Mag. А сега, време е за спиење. Ова место е како сон, само спијачот го смета за вистина. Лека ноќ!